Теги овие приколици, погледнете со какви приколици кара по 20 кубика дрва, нити е регистрирана, нити ништо, и која безбедност нарушува. Оне пред 2-3 дена се откачи една приколица, среќа што немаше кола подзади тракторо, 5-6 метра се влече надзаде и на човеко, на еден мој комшија пред наму гаражата. Среќа што немаше никој подзади тракторо и среќа што не беше домаќино или газдата на гаражата во гаражата. Ова е претерано, ние саки кренеме по патиштата и тука свет има кои стварно загрозија си и колите и кршиме. Без нерви и трапение остануваат жителите на каменичкото село Косевица, кои веќе речиси половина година. Секојдневно гледаат како камиони и трактори претоварани со дрво од опожарената борова шума го уништуваат патот низ селото. Велат дека покрај оштетениот асфалт загрозена е и безбедноста на жителите, особено по неодамнешната несреќа кога приколка натоварена со дрва се откачила и удрила во гаража. За проблемот жителите се обратили и до градоначалничката на општината Македонска Каменица и до надлежните институции, но велат дека досега не добиле конкретно решение. Револтирани од состојбата, бараат итна реакција од надлежните и трајно решение за проблемот што секој ден го трпат. Информираме целата јавност да си преземе мерки, да ги стопира овие што караат таа борова граѓа, нека си најдат црн пат, алтернатива, или да фанат од тука тракторите да се соберат, вишла дека више заминаа ги сите граници, нема разбирање, одиеме у општината со градоначалничката, одиеме у полицијата, пријавуваме и они си кажува некои ние ни правила, така да стварно сме изреволтирани и не знаеме више што да правиме и дека земјен пат од самото место дека се чат до пристапниот дел доле што е до главниот пат. Да ни го остават пат, не да си поја патишта. Това беше наше. Не, и помалку е. Саши, и помалку. Тоа е камиони се само камиони за 20 тона тешки и товаро. Значи ние тоа еднаш, два пати, три пати го тржиме. Тоа е тоа. Стариот пат не е попуштил никаде. А тоа новиот што го попушти. Жителите бараат превозниците да престанат да го користат патот низ селото и да обезбедат алтернативен пристап за транспортот на дрвата. Доколку тоа не се случи, надлежните не превземат мерки. Предупредуваат дека повеќе нема да дозволат тешките возила да се движат низ Косевица. Нашите следни чекори ќе презимаме радикални мерки дека прво камионите и тракторите више нема да ги пуштаме да додат, пошто испаднаа они злоупотребија нашиот добар предлог, да си караш ја до 8 метри кубни, како што има барање у општината и у полицијата, немаше да ги чепкаме. Ни по 20 метри кубни товара на тој трактор. Ќе го видите тракторите приколици се горе на ридо, да видите колкави приколици не се регистрирани приколици, нити ништо и што се работи по колку се дрва товара. Со години тражиме ние да се дојдеме до асфалт, оние за не цели 2 недели го уништија. Уништија го. По 5-6 пати доди на ден камионот со дрва. Това кажано така речем, секој човек да размисли реално дали е логички тоа се направи така. Значи толку де лакомштина за тоа 5-6 месеци да биде и тоа мора да се сече. Сите сме свесни, и тоа треба да се најдат алтернативно решение, патишта. Во врска со случајот и со состојбата со која се соочуваат жителите на Косевица, М-нет телевизија побара став и од градоначалничката на општината Македонска Каменица Сонја Стаменкова. До емитувањето на прилогот, таа не одговори на нашите телефонски повици и пораки.